Имаме многу голема и убава причина затоа што сме овде сите собрани заедно да им оддадеме признание на најуспешните крводарители од општина Кавадарци. И пред да го направиме тоа, јас би кажал неколку збора за крводарителството во Кавадарци и во нашите две општини збирно Кавадарци и Росоман, чиешто работење го покрива општинската организација на Црвениот крст Кавадарци. Значи, според годишниот план за работа од областта крводарителство, потребно е секоја година според бројот на двете жители на двете општини да се соберат или да се реализираат 1180 крвни единици. Општинската организација на Црвен крст Кавадарци редовно го натврлува тој план и во изминатата 2016 година од тие предвидени 1180 крвни единици реализирани се 1716 крвни единици, што значи 536 крвни единици повеќе од она што значи годишен план. И во проценти изразено, значи планот за крводарување е остварен со 144,2%. Ете се потрудив малку и да ги запамтам овие цифри. И по овој повод, во текот на утрешниот ден, значи 17 март, на уште поголема свеченост на централно ниво во Скопје, Општинската организација Црвен крст Кавадарци ќе прими признание, значи за 10, спаѓа во 10 најуспешни општински организации од областта крводарување. Значи, тоа е заслуга на сите вас крводарители, а и заслуга на Црвениот крст и на службата за трансфузионна медицина при Општа болница Кавадарци. Еве ја имам таа чест како представник од локалната самоуправа на општина Кавадарци, како председател на Совет на општина Кавадарци, значи во мое лично име и од име на Советот на општина Кавадарци и градоначалникот, да го честитам утрешниот ден на крводарителите 17 март и секако да посакам уште многу години вака успешно да прославуваме и Кавадарци да биде еден од градовите кои што, како што слушнавме, е меѓу најдобрите градови. Воедно сакам да им честитам на сите кои што ќе добијат награда оваа вечер, како и на компанијата кои што ги организираат овие крводарителски акции, се со една цел да помогнеме на некој живот.